Добро, здраво на сите. Во денешната епизода со Максим ќе разговараме за нарцисуизам, нарцисуидност и ќе гледаме преку кои филмови тоа расстройство на личноста е најдобро представено. Максим, дали ќе би сакал да ни ги представиш филмовите кои ја интерпретираат нарцисоидноста? Да, здраво на сите и од мене. Денеска ќе дискутираме накратко за една општо позната појава. Јас ќе зборувам преку два филма конкретно, филмови кои беа популарни изминативе 2 години. Станува збор за Май Декември или May December на Тод Хейнс, филм од 2023 година. Во главни улоги се појавуваат Натали Портман и Джулиан Мур и филмот обработува една навистина сензитивна тема за која ќе зборувам подоцна, но во главно двата главни ликови, двете жени се всушност типичен пример за нарциси. Другиот филм за кој ќе зборуваме од европската кинематографија, станува збор за норвешко филмско остварување кој го носи името Sick of Myself, или на македонски би било преку глава од мене, болен сум од сам себе, ми се повраќа од себе. Не знам како би го превеле. Станува збор за филм во кој млад пар, момче и девојка, во своите доцни 20 и 30, рани 30 години поминуваат низ одредени перипетии кои се навистина мотивирани од голем нарцисоидност. При тоа ќе спомнам и можеби некои други примери за нарцисоидни ликови од општо од филмографијата, но во главно овие два филма ќе ни бидат фокус на темата. Но пред да продолжиме за филмовите, секако прво да видиме што е нарцисоидноста. Да, значи самиот поем, самиот збор потекнува нели од митот за нарцис, кој сите нам не е познат, каде што станува збор за личност што толку ќе е воодушевена од сопствената убавина, што ќе зјапа цело време во мислам нека беше дали во нека бара или езерце. Не е битно, тело на вода, каде што ќе се залюби толку во својот лик што само тоа ќе го гледа. Тоа ни укажува на тоа што значи значи што е од прилика нарцисоидност. Според прирачникот за дијагностицирани расстройствени нарушувања на ментални и психички состојби, тоа едноставно е нарушување на личноста. Расстройство на личноста, кратко кажано, кое се карактеризира со чувство на грандиозност, со ексесивна потреба, прекумерна потреба за внимание од страна на околината и другите, со каде што може дури и да речеме дека тоа може би се амбициозни личности, не нужно, но би ги употребиле другите луѓе како би ги искористиле и експлоатирале другите луѓе за да ги постигнат сопствените цели. Точно. Понатаму се смета дека имаат недостаток на емпатија према другите личности, према околината, но некои истражувања смета дека тие се способни за когнитивна емпатија, но не за емотивна емпатија. Точно. Разликата помеѓу когнитивна и емотивна емпатија е едноставно тоа што тие можат на когнитивно ниво, значи умствено ниво, тие можат да препознаат кога некој страда, но едноставно нема таа емотивна врска, значи емотивна емпатија што ни прави да чувствуваме нешто кога некој страда. Например, јас ако гледам дека ти плачеш, ти си под стрес, јас го разбирам твоето страдање, зашто си под стрес, но едноставно не ме потресува, не сочувствувам со тоа. Но сепак напоменувам дека нарцисоидноста како психичко нарушување на личноста е недоволно истражена. Значи тоа од сите нарушувања и расстройства на личноста е најмалку истражена тема, која е подоминантна кај мажите отколку кај жените. Статистички гледано. Статистички и статистички исто така мислам нека опфаќа, ако не се лажам, до 5% или 0,5% од целосната популација, но тоа се луѓе што се дијагностицирани. Може бројката да е позастапена. Сега причините се нејасни, токму заради тоа што немаме прво консензус околу тоа
Нешто е точно нарцисоидност, но има различни типови на тоа и начини на кои се манифестираат, од кои нема консензус помеѓу научниците. Но малце ми се изгуби мислата. Причините. Причините за тоа се може бидат многу бројни. И не нужно како да кажам комплексно е. Не можеме туку така да кажеме дека ова ќе оформи нарцисоидна личност. Точно. Најчести причини внимателни во употребата како на во зборот. секоја дијагноза мораме да бидеме внимателни. Но најчести причини кои се наведени, да не должам многу, лош однос со родители, родител кој премногу го разгалува детето, да речеме, или пак премногу го критикува детето, травматичен настан во животот, дискриминација, општеството во кое живее, дали е индивидуалистичко или колективно. Се смета дека во индивидуалистички настроени општества, да не речам капиталистички, тие карактеристики што ги има нарцисоидната личност се попотикнати или поохрабрени. Точно. Значи тоа може би исто така и стресни ситуации, но дијагнозата, бидејќи децата и тинеџерите се уште се развиваат, немаме комплетен развој на личноста се до доцно тинеџерство, млади возрастни години, така што дијагнозата се дава токму кога, да речеме, над 18 години. Заради тоа што иако некои деца или тинеџери може да манифестираат некои знаци и симптоми, сепак тие се во постојан развој. Одлично, вау. Дури јас дознав нешта за кои не знаев. За мене, од некоја по-широка перспектива, по-филозофска перспектива, ние кога нарекуваме некого нарцис, тоа е најчесто народно кажа некој кој е само заљубен, кој зборува само за себе, кој не може да функционира ако не е тој или таа во центарот на вниманието. Но ти навистина убаво образложи дека има навистина многу нијанси, е многу тешко и треба да бидеме внимателни кога дијагностицираме или ја лепиме таа лепенка. Ти си нарцис или имаш нарцисоидно расстройство и слично. Дефинитивно, и токму заради тоа што зад таа фасада на самодоверба или на арогантност се крие едно фрагилно его, ниска себевредност, страф од неуспех, голем срам, значи и начинот на кој те се представуваат не ни дозволува да чувствуваме некакво сочувство према тие луѓе. Токму заради тоа што таа фасада е толку добро конструирана, што ние не можеме да претпоставиме дека се крие нешто многу фрагилно за тоа. Исто како кај алкохолизмот, тоа е зависност, тоа се луѓе на кои им е потребна помош, но ние одме ставаме етикета на пијаница, на алкохоличар и многу потешко сочувствуваме со таков тип на зависност. Да, и имаш уште нешто што сакав да додадам, е дека нарцисоидните личности со ова расстройство исто така имаат голем проблем во регулирање на нивните емоции и агресивни се, нетрпеливи и многу тешко се справуваат со стресни ситуации. Со што тоа може да предизвика огромни проблеми во нивниот живот, особено во создавањето врски позначени и поврзано со други луѓе. Одлично, вау. Мислам наистина тешки и комплексни информации не така лесно може некој да ги протолкува. Но во ред, колку имаме една предпоставка, односно една забелешка и тоа ме доведе до прашањето колку всушност луѓе мислиш ти, вака според тебе како психолог, ами воопшто како обична личност, колку луѓето денес дури некогаш го земат и како комплимент кога ќе им каже некој дека се нарциси. Знаеш, некогаш често, ти си така малце нарцис и гледам премногу се фотографираш или премногу се грижиш за твојот надворешен изглед или премногу инвестираш за својата кариера, малце си така нарцис и некако ми се чини многу луѓе го земаат дури како комплимент. Но дали е комплимент? По мое знаење, ова прв пат го слушам, дека да се каже некој дека е нарцис е комплимент. Ова е нешто што до сега го немам слушнато, така што не би можел да дадам одговор на тоа, но
секојдневието кое го живееме, особено социјалните мрежи, нели таа ера на селфиња, на себе промоција, на инфлуенсери, дефинитивно може да стимулира или да мислиме дека личност која се фотографира цело време, која објавува на социјални мрежи цело време, која зборува цело време за себе, да претпоставиме дека е нарцисоидна личност, но не мора да значи, се не можеме. Точно. Можеме народски да кажеме дека да, као нарцисе, нели го имаме тој збор, така. нарцисе, но сепак диагноза не можеме да даме на луѓе што не ги познаваме, апсолутно, се не ги согласувам. познаваме. Да. Пред да продолжиме кон филмовите и нашите примери кои ги имаме подготвено за денес, ме интересира како изгледа здрав однос на една личност помеѓу сама себе. Кој е некако, дали постои некаква здрава нарцисоидност? Вака, нарцисоидноста секако е на спектар. Значи, секако имаме екстремни случаи, но секогаш имаме и измеѓу како да кажам, исклучоци и нели поинтензивни нарцисоидни личности, помалце и повеќе типови. За кои не можам да навлегувам многу во интерес на време, но исто така тоа што како што спомнав, нема генерален консензус за типовите на нарцисоидни личности. Сега, што беше прашањето? Дали постои некаква здрава форма на нарцисоидност? Значи, кога е здраво да земам, да правам селфиња, кога е здраво да се самопромовирам, во која мера е здрава, дали некако може да се одреди? Вака, нарцисоидноста е нарушување расстройство на личноста. Точно. Тоа значи дека луѓето кои ја поседуваат, го поседуваат овој тип на личносно нарушување, имаат маладаптивно однесување и екстремни идеи и мисли за себе си. Секако во ред е родител да му каже на дете кога да му дава комплименти, нели да го стимулира, да го охрабрува, во ред е да се сакаме самите себе си, но треба да се внимава кога тоа е начин на компензација, а кога потекнува од вистинска себељубов. Точно. Значи, ние можеме да мислиме дека некој личност како кај нарцисоидните личности, дека таа личност има здрав однос сама со себе, себе вреднува, има самодоверба, но кај овие личности не е тоа случајот. Имаат огромни интензивни чувства на срам, на гнев и можеби и омраза према сами, не омраза, но многу голема ниска себевредност. Сега до тој степен каде што го пореметува функционирањето во нивниот секојдневен живот, нарочито нивната социјална сфера, што бидејќи социјалниот живот е многу битен за нас и контактите што ги ствараме со другите личности исто така се многу битни. Замисли на професионално ниво кога тоа ќе се каде што ќе треба да имаме интеракција со други луѓе. Сега, ако имаш личност која не може да ги регулира сопствените емоции, која ќе се дере на работа, која ќе има нели интензивни емоционални реакции на стресни ситуации, тоа представува проблем за тие личности. Но личност која има себе почит, себе вредност, себе љубов, што секако никој не е против тоа, но тоа многу зависи од како се диктирани социјалните норми во секој општество. Во нашето, например, треба да си скромен. Не треба премногу да се промовираш, треба како да кажам, дали потекнува тоа од можеби од социјалистички, комунистички вредности кои ги имаме, каде што ние треба да бидеме неутрални, да се изгубиме во сивилото, да не бидеме премногу индивидуални. Но секој општество има своји вредности. Да, значи се е во ред, ти можеш да сакаш сами од себе си, но се додека тоа не представува проблем во твоето секојдневие. Точно. Тоа е главниот веројатно и главната одредница за воопшто ментални болести. Значи нешто да е некаква болест, не само ментална и физичка, мора да представува некаков проблем во функционирањето, инаку зошто би било и некакво нарушување. Да, така е одредено.
социјалните норми одредуваат дали некоја личност ги има тие карактеристики, а имаш општества кои ги потикнуваат токму тие карактеристики. Точно. Што зависи многу од општеството во кое живееме. Одлично. Ти благодарам, тоа беше навистина исцрпна анализа. Се надевам дека и нашите гледачи и слушачи ќе имаат и како полза од овие информации. Но сега доаѓаме до визуелниот дел, односно кога зборуваме за одредени филмски примери и телевизиски, кои обработуваат оваа тема, но пред се мораме и двајцата да кажеме за оние сите кои не следат дека овие се само примери, ние не сме секако нашата цел не е да ги диагностицираме реално овие личности, но и главната идеја на филмофилот е да користиме филмови како примери, бидејќи сепак станува збор за фикција. Ова не се вистински луѓе. Тие можеби представуваат некакви вистински личности, можеби се инспирирани, но секој филм сепак е некаква измислица, благо речено. Така што доколку некој смета дека живее, е близок со нарцис или можеби е во врска со нарцис, можете да се обратите секако повторно како и секогаш што видиме кон професионална помош. Да, баш ми мило што спомнат професионална помош, заради тоа што ме воведе баш кон како да кажам, кон предизвикот со кој се соочуваат терапевтите, психолозите и психијатрите во однос на ова нарушување. Значи сликата за себе е, да речеме, пореметена, изместена кај луѓето кои страдаат од ова расстройство и многу е тешко во моменти кога е потребна себесвесност, во моменти на терапија, кога сме пред професионален терапевт и психолог и сеедно, личност која може да ни помогне. Значи, тука е предизвикот што многу е тешко да се работи со личност која го има ова нарушување, заради тоа што фали таа себесвесност или не сака да се прекрши таа слика што е веќе изградена за сам себе. Точно. Сега како некој може, терапевтот може да ни помогне како се справиме, да ги регулираме нашите емоции, како се справуваме со стресни ситуации, но како би го направил тоа ако личноста не е спремна да се соочи со реалноста таква каква што е. Или со да скрши таа слика што веќе има за себе. И иако личност која страда од ова нарушување, од ова расстройство може да посети професионална помош, тие траат кратко, не доволно долго за да тој процес на терапија има како да кажам, има добри резултати за таа личност. Што е А и меѓувремено повеќето нарцисоидни личности се високо функционални. Тоа не се личности кои навистина имаат пресушна потреба од помош во таа некоја смисла како може кај некои други нарушувања, кај што луѓето навистина не можат да живеат нормално. Не би рекла дека личност која реагира на стресна ситуација одма со нетрпение и со гнев и со дека е функционална личност. Да, се согласувам. Но секако ги имаш тие видови на нарцисизам кои може, не дека не е возможно ти да си високо функционален, ти може да си високо функционална личност и со депресија и со анксиозност. Точно. Но не би рекла дека не е добар начин на функционирање со тоа е на штета на личноста. Која страда од ова. Да продолжиме кон филмовите? Секако. Да. Филмовите кои веќе ги најавивме, значи обработуваат нарцисоидноста е проткаена низ нивните заплети, низ нивните случувања, но накратко само ќе ги нафрлам и ме интересира и ти што ќе кажеш секако и кој е твоето мислење. Првиот филм, како што реков, е Мај декември. Мај декември инаку е израз во повеќе јазици кој означува врска помеѓу помлада и постара личност. Мај е помладата личност, декември е постарата личност. И така во овој филм станува збор за ликот кој го толкува Џулијан Мур. Е жена во постари години, има 60 и нешто години, која е во врска со многу помлад маж, кој го има запознаено и влегла со него во врска кога тој имал 12 години.
станува збор за многу осетлива, многу сензитивна тема, но базирана на вистинска приказна која се има случајно во Америка пред неколку децении, која била навистина популарна во таблоидите. Станува збор за жена која тогаш имала 30 и нешто години и била учителка во училиште и влегла во врска го завела и влегла во врска со 12 годишно момче. Подоцна е таа испратена во затвор, но по нејзино излегување од затвор и полнолетството на момчето, тие стапуваат во брак кој трае многу долго. Тоа се случува и во филмот. И филмот како почнува филмот почнува со тоа што ликот на Натали Портман е млада актерка која доаѓа да го посети ова семејство и сака да научи како да ја глуми и да ја толкува во филм улогата на Џулијан Мур. Така што филмот има многу нивоа, истовремено е базиран на вистинска приказна, а истовремено е филм во филм, бидејќи Натали Портман доаѓа да поседи недела-две со ова семејството на Џулијан Мур и да види како може да свати, да влезе во психата на оваа жена, за да може да ја толкува на големото платно. Она што настанува е еден навистина конфликт помеѓу двете жени, кои двете се нарцисоидни на свој начин и секако како што никогаш не ги откриваме краевите на филмовите, се надам гледачите ќе го погледнат филмот и што ќе се случи, но она што е интересно е што, да речеме да почнам со ликот на Натали Портман. Таа е млада актерка која нема некој голем успех во нејзината кариера, различно од Натали Портман која во вистински живот како е популарна актерка, но сега глуми актерка која навистина не е некако многу харизматична и постојано сака да дојде до некаква улога, некаков лик кој ќе ја прослави. И сега таа како некаков мршојат доаѓа на ова семејство кое е навистина необично и проблематично, бидејќи станува збор за некаква педофилска врска, но таа во низиниот ум сака само слава, сака само внимание и таа буквално се инфилтрира во семејството до тој степен што буквално почнува да ги имитира манеризмите и односно манирите и движењата на жената педофил и на крајот успева дури да ја добие улогата и да ја толкува. И што нас не доведува во едно прашање како гледачи зошто сме обседнати со луѓе кои навистина очигледно имаат некакви наришувања, да ги гледаме на филмското платно, да читаме за нив во медиумите и така натаму. Тоа е едното прашање. А ликот на Џулијан Мур е уште покласичен нарцис, бидејќи ова е личност која во целиот филм се представува како совршена домакинка, постојано готви, се грижи за низините деца, секогаш е убаво облечена, секогаш е културна со соседите, но всушност на крајот од денот цела таа фасада крие жена која на своји 32 години спиела со 12 годишно момче и лежала во затвор поради тоа. Значи не станува збор за една обична, можем да кажеме и нормална личност, која била казната и од психолошката заедница, и од општеството, и од законот. Но таа сепак продолжува да има фасада која е сосема совршена. Она што се случува во филмот е што младата актерка која толкува Натали Портман и ја крши таа фасада и буквално се случува тој, како што ти објасни, тој нарцисоиден момент на несигурност, каде што таа сега одеднаш доаѓа некој нов во семејството и може да ја разоткрие, може да го открие незиното фрагилно его и да открие дека таа всушност не е една прекрасна, чиста домакинка, туку всушност на крајот од денот е криминалец во најмала рака. Така што мислиш вака кога изложив, дали мислиш дека станува збор за нарцисоидни личности? Како ти звучи? Да, нели како што спомнавме, не можеме да даваме диагноза, но секако се забавуваме со анализата и со тие концепти. Дефинитивно, по тоа што ми го имаш кажано, ги има тие знаци што се на нарцисизам, нарцисоидност. Да, каде што имаш таа желба да бидеш представен во најбело светло и се што не е перфектно не е доволно. И отвара простор за несигурност. Кога некој ја руши таа фасада која имаш, личноста се чувствува, нарцисната личност се чувствува разоткриена и тука настануваат тие моменти на нетрпение што ги нарече. И се губи тоа чувство на уникатност, начинот да го се доживуваат овие личности, они се уникатни, они се посебни, нели snowflakes, мислам не snowflakes во тој смисол каде кој не е битно, но не се посебни. Едноставно и затоа како што спомнав претходно, тоа е предизвикот нели во барањето помош кај овие личности заради тоа што психологот е тука да им даде алатки да се справуваат со тоа, но за да им ги овозможи тие алатки за справување со емоции, со чувства, со слика за себе, мора да се кршат некои нереалистични слики што ги имаат создадено
за самите себе си. Точно. Да, а тоа што е педофил е веќе Сосема плюс. друга димензија. Да. Да. Да, тоа е сосема друга димензија. Да. Но многу интересно што спомна дека актерка пробува да глуми нарцисоидна личност, самата нарцисоидна, нели го има тоа клише дека актерите и актерките имаат некоја доза на нарцисоидност. Да, точно. Многу бела забелешка. Да. Вториот филм, Sick of Myself, или Преку глава од мене, следи млад брачен пар, односно не се брачен пар, чинам дека се уште во врска. Значи, ти имаат 20 и нешто, 30 и нешто години, со тоа што момчето е профилиран уметник во Осло, во Норвешка, сите го знаат, полицата го застануваат, не е некој познат и голем уметник, но е предпознатлив. А неговата девојка, која е всушност и главниот лик на овој филм, е девојка која работи прво во пекара, подоцна работи како келнерка во мал ресторан. И всушност станува збор за девојка која смета дека нема постигнато ништо во животот. Значи, сепак станува збор за малку повозрасна личност, значи доцни 20 и рани 30 години, кој и таа смета дека за разлика од незиното момче нема ништо многу постигнато. Што се случува? Еден ден во незината пекара, една жена е касната од куче, таа жена паѓа на земјата во базен од крв, значи многу графичка сцена, но вниманието се насочува на продавачката, на нашиот главен лик, која е облеана со крв и одеднаш сите ја фотографираат и таа станува некаква сензација за еден ден на интернет. И во тој момент таа сфаќа дека доколку учествува во некакви бизарни, чудни ситуации кои даваат внимание, интернетот и онлайн просторот не ќе даде и те како внимание. Она што се случува во филмот, без да влегуваме премногу детали, е што таа дознава на интернет за едни јапчиња, за еден лек кој се вика Лексодол или Ликсодол, кој потекнува од Русија и кој е докажано дека во Русија луѓето кои го користеле овој лек имале одреден осип на лицето и на кожата и губење на коса и слично. Но таа, за да привлече внимание од незиното момче, од незиниот татко со кој има отуген однос, таа решава да го купи лекот и во големи количини да го пие, скришум, со што во еден момент почнуваат да се појавуваат огромни пликови на незиното тело, целото тело ја станува во црвенило, до тој степен што и се изместува ликот, да не покажам на мене, но идејата е дека ја губи косата и се изместуваат образите, го губи и носот и целосно се деформира, но таа продолжува да ги зема лековите, бидејќи што повеќе е деформирана, толку повеќе добива внимание од медиумите. Да. Незината најдобра пријателка е новинарка која прави некаква репортажа за нејзе. Незиното момче е уметник кој гледа и обрнува внимание. Така што ова е еден филм кој експлицитно во описот на филмот, во интервјуата со режисерот е наречен дека е филм за нарцисоидност. Значи овдека нема сомнеш дека инспирацијата на режисерот била една нарцисоидна приказна. Со тоа што во целиот филм не само девојката, дури и незиното момче постојано е во надпревар со нези, двајцата цело време пробуваат, се обидуваат да докажат кој е популарен од другиот, по цена на целото нивно тело и целата нивна психа. Значи една навистина изобличена приказна, еден изобличен филм кој препорачувам да го гледате, но е навистина вознемирувачки, бидејќи баш на филмски начин идејата за нарцисоидност е доведена до некоја крајност, која сакам да верувам дека во вистинскиот свет луѓето не одат до таа крајност да земаат скришум апчиња за да имаат кожна болест за да привлечат внимание. Да. Така што тоа е еден порадикален пример, но слободно, кој е твоето мислење? Да, види, се може да се случи во светов, но дефинитивно овие два филмови представуваат екстремни случаи на нарцисоидност. Нели секако, како што спомнав, има цел спектар на тоа, така што не можеме премногу да генерализираме, но можеме да ги препознаеме дури кај блиски личности, одреден вид на карактеристики. И што би додала исто така, што не споменав претходно, дека нарцисоидноста иде често со коморбидност со анксиозност и депресија, но и зависност од дрога, конкретно кокаин. Така што што би заклучила од
оваа епизода од нашиот подкаст, што би сакала да заклучиме, е дека ние тешко се сочувствуваме со овие личности, баш заради тоа што е невозможно прво се поврземе со нив, заради таа фасада која ја носат, заради тоа што како да се справиме со личности кои имаат интензивни емотивни реакции, со личности кои не покажуваат никаква емпатија према нас. Сепак тоа се личности кои страдаат и нели секако не треба премногу да ги осудуваме и етикетираме, но тоа да ги гледаме како луѓе на кои им е потребна помош, но исто така и би требало ние се заштитиме самите себе си, не по секоја цена да помогнеме на личност на која... Точно се согласувам. Јас за крај само би додал, односно би поентирал дека не само во филмот и во книжевност и воопшто во вистинскиот живот, на крајот и тоа не е најбитно, постојат вакви личности, но како што рече Елена, сепак станува збор за личности кои навистина има потребна одредена помош, бидејќи сепак како што рече станува збор за личности кои не може да ги регулираат своите емоции, и на крајот оденот личности кои всушност имаат многу скршена слика за себе, и бидејќи не знаат кои се и што сакаат, градат одредена фасада која напати може да делува и доста агресивно и доста незадоволно. Нарцисоидни личности може да бидат и наши блиски, браќа и сестри, родители и слично, и најчесто се случува да нарцисоидната личност односно нарцисоидното дете порасне во нарцисоидна личност, бидејќи станува збор за родител кој најверојатно има слично нарушување и кој го поддржува развојот на таа личност, што подоцна таа личност, благо кажано, во постари години може да биде и нефункционална и да не може да воспостави чести односи и да постојано бара валидација од родителот кој всушност и дозволил на таа личност да има одредени испади, да се однесува нарцисоидно дури и по своите браќа и сестри. Така што е навистина неисцрпна тема, но сметам дека доаѓаме конкретно кон крајот. Така што тоа е од мене. Се надам дека филмските примери беа интересни. Секако модерната кинематографија како располага со многу нарцисоидни личности, особено во бизнис светот. Има премногу серии и филмови кои го работуваат ова. Една серија која заврши минатата година во 2023 е серијата Следоредие. Претпоставувам дека на Македонија е преведена, односно Succession, во која станува збор за браќа и сестри кои се надпреваруваат за седиштето на нивниот татко кој е пред умирање да наследат компанијата, но сите четворица се нарцисоидни личности. Така што и тоа е уште еден пример кој може публиката да го погледне. Толку од мене, ако имаш ти нешто да кажеш. Да, дефинитивно за оваа тема не исцрпивме се што можевме да исцрпиме. Особено кога станува збор на видови на нарцисоидност и нели ова што го спомнавме е општ пример, генерален пример по кој се диагностицираат, но точно. Дефинитивно има и други работи кои не успеавме да ги спомнеме во интерес на време. Така што ти благодарам, Максим, за примерите со филмовите. Се надевам дека ќе добиеме како да кажам и други препораки од нашите слушатели и гледачи за филмови кои добро го представуваат ова расстройство на личноста, и мислам дека тоа е се за денеска. Да. Благодарам што не слушавте. Да, благодари од мене. И се гледаме во наредна епизода. Фала ви на сите.